Господин Илиев, како ви се чини ова судење во отсуство, каде што обвинетиот Груевски не е во државава, а пак доби година и 6 месеци затворска казна за дело кое е предвидено до 5 години? Како да коментирам? Тоа е судска одлука, но овака гледано искуствено од она што сум поминал, кога не би било вистина, би било да не кажам што. За мене, мислам дека одлуката, односно пресудата на судот, не ги знам точните и образложенија за околностите кои му се земени како леснувачки во случајот, но праксата на судовите во Македонија била секогаш да судењата во отсуство, а отсуството е едно од најотежителна околност, односно бегството е отежителна околност, казните иделе до максималните предвидени казни во законот, како би се возможило во повторените судења да можат на обвинетите да им се проверат одбраната, да се изведат доказите пред пристойно обвинетите, така да му се спазат сите негови права кои ги предвидува закон за кривична постапка. Господинот Груевски е обвинет за ништење на материјали, односно уништување на доказни материјали кои би служеле во натамошни постапки и за некои други дела, како фалсификување на службена исправа. Дали за овие дела може да се добие казна од година и 6 месеци, со оглед дека имаме и казни за украдени кебапи кои се 3 години? Па добро, тоа ако така споредувате, казната е, така да речем, смешна. За она што му се става на товар на обвинетиот, односно на сега осудениот кој е во бегство. Таа споредба не е добра, но во секој случај судот за таа казна што се определил треба да има девели образложенија што значи тоа за генералната превенција на сторителите во односно чинењето на кривични дела. Не знам, тоа тешко е да се вимира што е во случај што би била правда, дали 3 години, 5 години и така натаму, но во секој случај обвинението е тешко. Одмерувањето на казната е во рацете на судот. Ако се случи повторно судење, ќе имаме можност да видиме што судот ќе земе во предвид да се определи казна, но не може над оваа казна. Значи судот се определи за оваа казна. За вас важно е да се каже дека судењата во отсуство овозможуваат кога осудениот ќе биде достапен на судот, на негово барање да се повтори судењето, но може и да не се повтори. Ако тој се сложи со она што е суден во отсуство, може да пресудата и како таква стане правосилна и извршна и да ја отслужи само казната која му е изречена во отсуство. Како ви се чина состојбите во судот? Дали имаме правични судења и правични казни, или пак важи она што пред неколку месеци излезе во јавност дека нашето судство било сваровски судство во наводници? Па не знам, за тоа се потребни анализи. Има и невладини организации, има надлежни институции кои можат тоа да го анализират и да донесат релевантни заклучоци во која состојба се наоѓа судството. Но општо земено, општата јавност е убедена дека судството не е на нивото на она што значи уставна негова положба, независност, дека судството е политички зависно, дека судиите во многу случаи идат спротивно и многу пониско од законите кои им овозможуваат да вршат конкретната кривична правна санкција на осудените лица, така да останува на самото судство да се избори и да докаже на јавноста, на граѓаните на Република Македонија дека тоа е независно, способно во примена на законите, заштита на правата на граѓаните и така натаму. Дали мислите дека да не беше случај во овој случај овој обвинет, можеби казната ќе достигнеше поголемо ниво со оглед дека станува за човек еден од припадниците на највисоките структури во тајната полиција во оваа држава? Па не знам како тоа би било конкретно, но заклучокот оди натаму.